Добро утро, вие сте на каналот на Слободен печат во соработка заедно со Цивил Медија и Трнмак. Денес наш гостин е Лајка Поповска. Тоа е пиарот на иницијативата и проектот Силата е у младите. Така да денеска ќе поразговараме баш за една многу интересна платформа која што стартува од денеска и трае одреден период околу целата организација и сите ствари. Тука ни е Лајка Поповска, како си? Здраво, одлично сум. Вие да, како сте? Одличен. Кажи ми, денес почнува фестивалот, така? Да, денес Како се чувствувате сега за прв ден? Има возбудени сме, многу сме возбудени. Едва и чекаме да видиме како ќе се одвива целата платформа. Кажи ми, ова е прва, да речеме, организација каде што поголем број дел на млади сте вклучени во неа, во оваа иницијатива. Да, значи поголемиот број од членовите во оваа платформа сме млади, се трудиме да дадеме максимум од себе, секако имаме и некои постари членови, се трудиме да извлечеме најпозитивно нешто што можеме од нив, од нивното искуство. Да, од ова сега што ми го кажа, можам да заклучам дека сте доста спремни. Се трудиме, максимално се трудиме. Тоа е убаво да се видат млади луѓе кои се доста спремни за нешто што е доста големо како настан. Кажи ми, како дојдовте до идејата за платформата Силата е у младите? Значи, всушност, дискографската куќа PMG Recording, што е креатор на оваа нова младинска платформа, се труди да ги препознае младите кај нас, потенцијалот нивен. Има еден куп млади луѓе кај нас што се навистина креативни, паметни, интересни, амбициозни и целта е преку оваа платформа да им дадеме еден дополнителен простор, дополнителни ресурси за тие да може слободно да се изразат. Истовремено се трудиме и преку платформата да создадеме и континуирана комуникација и интензивна соработка со нив. Името исто така е инспирирано од еден интересен скопски графит што буквално гласи Силата е у младите, но и една песна на Слаткар, Отворено писмо се вика, он ја дава истата порака преку песната. Да, каде е тој графит? Ја сега слушам дека знаеш која е локацијата? Скопските улици, конкретната локација, моментално немаме, ли би можела и имаме платформи на Инстаграм и Фејсбук, би можела да се прикачи некоја интересна слика. Не сум го ваквали, еве ќе побарам. Кажи ми, што мислиш каква е силата на младите во Скопје? Што мислиш околу целото тоа? Дали младите имаат сила за да направат некаква промена? Во последниот период работејќи на оваа платформа се запознавме со голем број на млади луѓе кои што се навистина креативни, квалитетни, толку се амбициозни, имаат визија и за себе и за градов. Тие се трудат да ги постигнат своите цели, значи активна работа да си ја постигнат својата визија, но оваа платформа треба да им даде една дополнителна поддршка и дополнителен простор за да го направат тоа. Па искрено од досегашното искуство можам да кажам дека и силата и потенцијалот на младите кај нас е огромен. Да, јас исто верувам дека сметам дека иднината во младите. Кажи ми, зашто се залага овој проект, оваа платформа? Значи, како што кажав, целта и мисијата на Силата во младите е да ги препознаеме младите, да им го препознаеме нивниот потенцијал, многу се креативни, многу се паметни, многу се интересни, да им дадеме простор, да можат слободно да се изразуваат, слободно да творат, но сакаме и да создадеме една како дружба со нив, да комуницираме постојано, да има интергенерацијска соработка, креативна соработка. Значи, главната идеја всушност е преку активниот ангажман на младите во област на уметност и култура да се создаде на некој начин едно повисоко ниво на квалитет на живот за младите тука. Воопшто и услови за континуирана работа, но и да се мотивираат младите да сакаат да останат да живеат, да творат тука во нашата земја. Да, целиот настан се случува во лабораториум. Да, повеќето настани може нешто да ни кажеш околу целата програма? За почеток можеш да ми кажеш нешто околу баш младите бендови и младите кои што се вклучени во овој проект? Значи, вечерва започнуваме. Вечерва е настан, односно концерт на средношколскиот рок-н-рол бенд Црно собрание од гимназијата Никола Карев. Како најмладите на оваа платформа, тие ќе го отворат целиот настан. Потоа утре дента, тоест во сабота утре имаме денски рейв на задната сцена на лабораториум. Ќе настапат 4 диџеи на УВЦ колектив. Тоа е млад колектив кој што се труди да речеме да внесе една свежина во електронската сцена кај нас.
Ќе има и голем број на други настани, значи повеќето се музички настани, ќе настапи бендот за Наду, ќе имаме и плоча исто така, која што ќе биде создадена од дела од повеќе наши поп-артисти. Ќе настапат и некои странски изведувачи, значи ќе има навремени ажурирања за секој настан нареден на нашите социјални медиуми каде што може да се следи тоа. Кажи ми, како успеавте толку млади луѓе да се организират и да дојдете до ваков тип на проект? Знаеш, тоа можеби некои луѓе би рекле дека треба организација или треба некој постар да застане за да може да се случи тоа, но во вашата ситуација не е тоа така. Како успеавте да се споите сите заедно? Значи дефинитивно го предводат овој проект младите. Така е. Но како што кажавте, имаме и поддршка од постарите. Тимот кој што работи на самиот проект е составен од повеќе членови, иако повеќето млади имаме и постари членови кои што се и поискусни, надоместуваат за тоа искуство што ние се трудиме сега да го постигнеме, така да дефинитивно ни беше и потребна некоја помош од нив, да искористиме нешто позитивно од нивните искуства и знаења. Да, Ардан Лилис исто така дел од програмата, еден белградски, да ги речам, состав кој што стварно за мене се доста инспиративни као бенд. Исто така и имаме Кейти од Лондон. Да. Така да, како успеавте да стапите во контакт со нив? Ви требаше ли некаква помош од... Баш оно што го зборувавме сега, онај искуство што го имаат постарите, поготово дискографската куќа PMG, што е креатор на оваа младинска платформа, ни помогна со самото тоа, бидејќи имаат веќе повеќе од 3 децени искуство, издавајќи разни македонски музичари, има над 300 изданија, опфатени се различни жанрови, голем дел од тие изданија се на млади луѓе. Целта ни беше, значи, да го искористиме нивното искуство, нивните контакти највеќе што можеме за да го споиме воопшто овој проект. Кажи ми, во март се очекува да излезе винил. Да. Тоа е на компилација со македонска поп... Да, поп артисти. Така. Кажи ми нешто повеќе околу целото тоа. Значи, секогаш има возбуда кога има можност да се создаде, односно да се издаде музика на винил. Винил е оддалеку најадекватниот носач на звук, тоа се покажа. Конкретно, овој винил ќе се нарекува поп култура. Ќе биде компилација од дела на некои од најинтересните наши моментални поп артисти. Така. Се надеваме дека самата плоча ќе остане како еден артефакт за една исклучително талентирана млада генерација на поп музичари кај нас. Така, мислам дека и исто така и Црно собрание, настапот нивни исто така ќе се стави на... Црно собрание се моментално повеќе рок-н-рол ориентиран бенд, ова ќе биде конкретно поп Но исто така и за нив се прави... Они моментално го отвараат нашиот настан, тоа е нивната главна улога. Тие имаат и веќе претходно искуство и да имаат настапувано и во Белград, и кај нас во неколку прилики. Да. Плочата ќе биде поконцентрирана на конкретно поп музичари наши. Дина Јашари... Да, можеш да ги кажеш кои се све во целото тоа. Да, Дина Јашари, валја сите ги знаат Зибомб, Матеј Фолц, Јанг Дади е сега многу популарен кај младите, исто така и Андреа Салпе, кој што можеби малку отскокнува од таа поп сцена, но сепак се придржува, има такви елементи. Да. Да. Да, интересно е тоа што некако целото тоа го организираат млади луѓе кои што, као што кажа, како пиар на овој настан ти е прв пат, така? Втор пат ми е да сум пиар на настан, да. Добро, исто како да е прв, искрено. Да, добро, тоа се ствари што мислам се убави да ги водат пред се млади луѓе. Знам дека ќе има и подкасти кои што ќе се разговара за одредени теми кои што ги ангажираат или ги вклучуваат во целиот проект младите. Кажи нешто повеќе околу тоа. Овие подкасти, значи ќе има дискусии каде што во главно ќе зборуваат младите, ќе зборуваат за нивни општо идеи, ставови, мислења, воопшто за било што ги имаат. Ќе ги прашуваме за што ги инспирира да ни кажат што им се допаѓа во нашата земја, од друга страна што не им се допаѓа, дали сакаат да останат тука, што би можело да се подобри, што би можеле ние како млади секако да направиме за да ни биде подобро овде. Во принцип тоа е. И за самиот крај, пред самиот крај, еве, не да не биде за самиот крај, кажи ми што мислиш
Каде е силата? Дали е во младите или во постарите? Дефинитивно силата е у младите. Добро. Сега, важно е дека младите имаме огромен потенцијал кај нас. Младите се креативни, младите се амбициозни, тие се квалитетни. Треба да им дадеме што повеќе услови што може за да се развиваат, да се изразуваат и да ги вреднуваме на вистина. Секако овде се клучни и постарите, поради тоа што тие треба и да го овозможат ова и највеќе што можеме се конструктивно, се позитивно што можеме и да извадиме, да извлечеме од нив. Да, добро. Во целото тоа пак и постарите се дел од Апсолутно, да. од оваа иницијатива, Сепак но се концентрираме на младите и на нивниот потенцијал. да, добро. Уште нешто околу целото тоа започнува денеска, тоа може да го кажеме, кога е стартот на денешниот настан? Вечерва во 9 часот во лабораториум. Да објасниме може каде се наоѓа поточно лабораториум, тоа е до Значи, Европски. лабораториум се наоѓа до Европски универзитет, спроти театар комедија, буквално простор на старата наша печатница. Така. Да, доста интересен простор, вреди да дојде и да се види општо, но вечерва е супер прилика за да го видите и просторот е еден одличен наш млад бенд. Да, уште едно прашање кое што еве сега, дали сметаш дека треба повеќе вакви проекти да се случуваат во Скопје и во Македонија? Апсолутно, значи повеќе вакви проекти, повеќе вакви иницијативи, треба да ги вреднуваме младите, стварно треба да им дадеме секоја шанса што можеме они да се развиваат, да си го искористуваат максимално својот потенцијал, да си ги стваруваат своите цели, поради тоа што младите едноставно се иднината, мора да вложиме во нив за тие да можат да го дадат нивниот максимум за да и нашата земја воопште едно подобро место за нас, за сите нас. Да, јас само за самиот крај може да се согласам со тебе дека дефинитивно верувам во тоа дека силата е во младите и дека единствено нешто што може да донесе прогрес сте луѓето како тебе. Ти благодарам што беше денес гостин. Благодарам многу на поканата. Да, се надевам дека убаво ќе помине целата таа иницијатива, целиот проект и се надевам дека повторно ќе доеш и ќе имаме и втор проект кај што може да разговараме околу цело ова. Ти благодарам. Благодарам. Вас ви благодарам. Знам дека е сончев и убав ден, но обврска ми е да ви кажам да останете со Слободен печат.